На Македонија и треба идеја. Вечерва во Богданци и Валандово. ВМРО ДПМН на вечерашните трибини се запозна со идеите на локалното население од овие две населени места за подобра и попродуктивна програма. Истата беше предводена од Антонио Милушевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Тој пред местното население говореше за актуелни теми кои ги засегаат сите, велејќи дека сме сведоци на скандалите кои тресат македонската јавност од страна на опозицијската СДСМ, а истовремено фрлајќи дамка врз изборните процеси. Последниот настан кој што беше поврзан со фалсификуваните лични документи, пасоши, исправи и некакви банкарски сметки, се гледа дека Социјалдемократскиот сојуз од 1991 година до денес посветува само внимание на некакви сплетки, на одредени афери, подметнувања, дали се тоа така наречените бугарски летоци, дали се тоа фалсификувани лични карти, дали е тоа некоја група која што ја шпионира државата и злоупотребува некакви прислушкувани материјали. На вечерашната трибина говореше и заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски, кој истакна дека преку програмите за рурален развој се осовременила механизацијата на земјоделците, така што се искористени 47 милиони денари и во двете општини. Се подобрила инфраструктурата, каде биле вложени околу 52 милиони денари, од кои половината се владени средства, а останатите од програмите за развој. Од 2006 година па до ден денешен исплатени се вкупно повеќе од 5 милиони евра средства кои што директно завршиле на сметките на граѓаните, на вас, на земјоделците од општина Богданци, вкупно средства повеќе само за општина Богданци отколку што СДСМ има исплатено сепкупно во целиот нивни мандат на владење во Република Македонија за земјоделците за цела Република Македонија. Владата на Македонија вложила и во изградба на локални патишта, односно реконструкција на патот Богданци-Ѓавото, како и локалниот пат до Стојаково. За 4 години Министерството за транспорт и врски во општина Валандово има реализирано и искористено над 3 милиони евра за подобрување на инфраструктурата. Оваа година само дел од патот Гевгелија Богданци го рехабилитиравме, но затоа преку 1000 километри совраќајна и хоризонтална сигнализација поставивме во овој дел на државата. Мене ми е тој проект многу важен, бидејќи претходно никогаш не се ставала таа сигнализација, сега може да ги видиме знаците, да видиме цело обележување на патишта и секако апел да не се крадат знаците, бидејќи преку 500 знаци веќе се украда, така да тоа е за граѓаните и треба да апелираме до секој еден од нив, бидејќи станува збор за безбедноста во патишта. Мисаловски ги информираше не само богданчани, туку и валандовчани, дека е пролонгиран рокот за легализација за бесправно изградени објекти. Новите барања за легализација ќе може да се поднесуваат до 1 април, а до крајот на 2016 и елаборатите. На трибините вечерва во Богданци и Валандово присуствува и заменици министрите за образование, како и труд и социјална помош. Ветија дека сите поднесени идеи вечерва ќе бидат разгледани и искористени во креирањето на изборната програма на ВМРО ДПМН за следните избори во април идната година.